програми што може да ја вознемират малолетната публика. Зато ме гледаш освежен. Незгодно ми. Еве, И се насме. еве ми ја кај флашата. Сега ти паѓа осме. И сега ми... Не, напротив. О, да, оно. Кога ќе ја извадиш на стиваме вода. Тони Михайловски, добро вечер, добре дојде. Јанко Илковски, добро те најдов, добро вечер и за тебе, благодарам за поканата. Добро вечер до сите гледачи. Директоре. И вработени во сите. Прв пат како директор си овде каде дојде. Така ли ме доживуваш? Да, така те доживам, како држи директоре. Океј, ќе станеш и ти нешто, па и ја ќе ти се обраќам така. Не, јас ќе станам. Ќе станеш. Нема ве да станам. Нема шанс. Помина мојот воз. Ќе станеш у емисијата ако ништо друго. Драги мои почитувани гледачи, продолжуваме со серијата интервјуа со луѓе од политичкиот и од јавниот живот со кои разговараме за нивната професија, секако разговараме и за општите состојби кај нас. Тони, која фаца си станал, жити се. Испиено. Те гледам и грч, ако ти загрчам со отворени очи да знаеш, спијам стварно. Како би изгледало тоа да грчиш? Не сум да... Тука сум. Океј. Ми се дешава да. Том си црташ она на цртаните очиња. Си ги лепам со леба. Толку ли е напорно? Па да. Во принцип да. Добро, сега си ти директор Да бидеш Тони Михайловски или да бидеш директор, што мислиш напорно? Во МНТ, уметнички директор. Вака, значи неколку пати ја расчистувам таа Да. дилема. Значи уметнички директор најверојатно и не постои како функција. Бидејќи тоа би требало да биде уметнички советник според новиот закон за култура. И тоа е советодавно тело на генералниот директор. Значи, тоа е некој кој предлага програма, кој представи да се работат, кои режисери, кои текстови, нели? Предлага кои актери да играат, доколку некој е заборавен, ги наблюдува представите како се изведува, дали се скршила некоја сценографија, дали глумците го знаат текстот, во припремата до кај одија посетува представата и нели Деве, не е тоа инспициент? Не, тој е уметнички директор инспициент, тој што ги води пробите и што ги води представите. Сквижи моа? Да, тој е оној што седи на пушти светло сега. Јанко, следната сцена е твоја. Тој е инспициентот. А уметничкиот директор има канцеларија. Инспициентот нема ни гардероба. Така да, значи тоа е на некој начин се вика директор кај нас, на уметнички управител. Ајде, ако е поточен зборот, или советник. Крајот на крајот. Како се... Така да, со тоа се занимавам. Го направивме сајтот на МНТ, имаме ново сајтче, можеш да го дзирнеш, да го отвориш, да не го промовираш. Нешто јас, брат, не се пеглам убаво. Нема кој да те пегла. Убав си ми личен. Убав си ми личен. Си го земав ова за тебе, за бубата, се вратив по него. Сватив дека бубата ќе ми биде овдека закачена на вуна, ако се... Тони, Да се вратиме. колку е одговорна таа работа? Колку од тебе се... Креативна. Креативна пред све одговорна е работата на генералниот директор, бидејќи тој е менаџер. Значи, уметничкиот директор не е подписник, нема никакви ингеренции, не може никого да награди, да казни. Може да биде председател, да речеме, на дисциплинска комисија за да разреши некоја дисциплинска мерка кај актерскиот ансамбл и се занимава само со актерскиот ансамбл, значи и со маркетингот, промовирањето на театарот и на неговата работа. Значи, неговиот репертоар, кои режисери, кои глумци, кои текстови, како ќе изгледа тоа, како ќе се рекламира, како ќе се изведува, да трае тоа на 20 представа да биде исто како на премиера
секој случај интересна некој, како се вика тоа, менаџер на тим фудбалски, нели имаш? Океј, оперативен менаџер си во секој случај. Каков ти е предизвикот? Интересно ли е? Добра ли е таа работа? Па тоа мене ми е тоа професија. Тоа го работам, тоа го разбирам. Знаеш како минерите кога стануваат минери пред да бидат доле во дупката и да ги местат нели тие за палење иницијаторите, како се викаат тие? Каписли. Каписли, нешто така беше. Они почнуваат од местење на огради, нели? Од надвор. Оградата на обезбедување на дупката, па полека се приближува, 4 слоја мора да помине, дур влезе внатре, па да ги поставува каблите, па тогаш да ги пали тие упалјачите. Така да сум го поминал за овие 24 години актерство, театарот, посетили ни нагоре и надоле. Знам што му е болеста, што би му требало на еден актер да функционира убаво. Значи ти се во ова, се вкупниот репертуар на некој начин знаеш што е, каде е, преку тебе иде, контролираш и така натаму. Се вкупниот репертуар. Откако сум јас на... Да, откако си ти. Предходно си од стариот репертуар исто, нели? Да. Настапуваш и на представи во меѓувреме? Не. Не? Не. Но прв пат си во улога на режисер. Овдека маестро Дурловски те издаде дека ден и ноќ спојуваш и дека немаш време за ништо и дека си толку окупиран со работа во подготовка на мюзикл, што е уште поголем предизвик. И уште еднаш повтори ми, викам, маестро, викам, толку нема време? Не. И тогаш ти сврта, викам да дојдеш, пошто немаш време. Ајде да видиме. Добро, тоа е старото пријателство. Да, сега имаше проба, заврши, сега имаше и премиера во МНТ. Она е веќе завршена. Тој малце поблиску немар да Извини, Камерманов. Клизат, многу сте ги подмачкале овие си. Да, а и Камерманов малце нервоза го фаќа, не можете улови. Кажи, сега заврши премиерата на Говорна мана во Македонскиот народен театар, во која што е втора представа на маестро Игор Џамбазов, која беше се маестрираме, нели? Говорна мана од Горан Марковиќ, по мотиви на Говорна мана од Горан Марковиќ, во режија на Драгана Милошевски, интересна екипа, Џамбазов, Сашка Димитровска, Ивица Димитриевиќ и тука се од страна помагаат Арна Шијак, Ана Стојановска, се извинувам, и Билјана Јовановска. Билјана Јовановска е на Ѓоре Јовановски керка и наша колешка. И тоа заврши таму. Во МНТ ми заврши техничка проба за мюзиклот Тајно моја, посветен на Тоше Проевски. По некоја игра на случајности, склоп на околности, мене ми ја доделија улогата да ја режирам таа голема, ја би рекол, манифестација на музиката на Тоше. Значи, на едно 19 песни од Тоше. Тоа е многу краток период, едно месец дена работиме. Веќе сме стигнати пред крај, работиме огромен проект. Пеат децава што играа во шоуто, што учествува во шоуто, кои што се победници во нивното талент шоу што го правеа со Го пуштив трейлерот. Да. Кој све не, Весна Беби, Игор Џамбазов, убава интересна стари, екипа. Фантазија изгледа. Да. Имаме... И се стоплија срцата кога го видовме. Ја можам да кажам... И тој и поводот што те поканив, искрено да ти кажам. Иначе зашто? Иначе зашто би те викна? Кој е Тони Михајловски, ова, она, али нема веќе. Па немам време и од сендвичи правење, морам Јанче да ти признам, меѓусве наоѓам време и сендвичи да направам. Треба урда да се собера, знаеш како и не е лесно. А Кумановска урда секогаш имало, Па тога добро, не те на жалам, цена си е, ама важно за сендвичите што се однесуваат, ти купив мортадела, бидејќи Ја видов. Ја виде мортаделата, добра мортадела како што треба. Не стигнав да стиснам лајк. Као да си стиснал. Види ја, права мортаделица за наши. И сепак за да. Ова не е правена салама, ова свињата и набутале вакви бели се. Ја што да ти кажам? Со една ваква кришка и на игмански марш си иде, бе, брат. Февруарски поход. Две офанзиви, Сутиска и Неретва, да, ги поминеш, глад нема проблем. Така да, Ај кажи ми малку повеќе за проектов. Навистина ти многу скромно вака се изразуваш околу целава работа, но сепак се работи. Формата ова за проектов за Тоше Проевски, кој е веќе трите премиери се распродадени. Значи тоа е веќе
проект осуден на успех. Осуден на успех, не можеш да утнеш. Сега само треба да го спакуеш целиот. Како ја направи формата? Што одлучи да биде? Тоа е театарска представа или тоа е мюзикал или тоа секоја песна има свој спот или има една приказна која се раскажува со песните низ целиот тој низ целата представа? Значи вака Огнен Неделковски има напишано текст, либрето, која се вика Тајно моја и тоа е напишано од пред година дена со намена дека ќе се прави ова надпреварување и дека во 6 на 10 годишнината од смртта на Тоше ќе се прави вакво едно дело мюзикал. Значи тоа е стар текст. Во тој текст има една интересна приказна, сега ја можам ќе откријам малце во текот на емисијата. Да, те молам малку да биде. Еве го веќе премиера така и да, на 24-ти е закажана. Јас се надевам дека ќе стигнеме. Знаеш, мојата проклета искреност. Проклета. Кажи го, како се вика, како му беше името. Значи, напишан текст на Огнен Неделковски. Како му беше името? Музиката ја компонираат, односно ја реаранжираат, или како се вика тоа преаранжирање на целата музика, прават Кокан Димушевски и Сони Петровски. Тоа се едниот признаен композитор во Македонија, другиот истакнат член на Лепи Сол. Кој инструмент го свираше, подсети ме? Кокан Димушевски. На бубњи? Виолина, така. Прво, не. Не, ова е интерна, Коки, извини, срце моје. Ова е интерна шега меѓу мене и него. И, значи, Кокан и Сони прават музика, пеат децава кои што учествуваат во шоуто и играат, они се актери сега. И тоа е еден предизвик за нив. Во кој шоу? Во ова наше во шоу што учествува, што победија, во талент шоу. А во талент шоу? Тие деца играат во представата. Не знаеме сите се. Значи, тие деца што учествува во талент шоу, ќе учествуваат во представата. Не, знаеш што барам? Од увек сум сакал да ти го направам. Го правам трейлерот. Го барам трейлерот. Да, окей. Ама од увек, мораме разбираш. Со двете очи. Така е. Па видимо, ова е скупа продукција. Се оно што го изговарам, треба некој да седи на компјутер да го бара. А во исто време ја треба да го правам муабетот и да го побарам тоа да го илустрирам. Ти да беше оној, како се викаше, Оливер од оној со ночарите енглезот на BBC, кај идеше? Оливер, како се викаше? Кречано. Не ти кажувам. Не ми текне една. Нема врска. Добро бе, ти си оптеретен мозок. Ќе ти вратам, има време да... Остај ти. Има време. Значи, тие деца играат во проектот, играат многу луѓе од опера и од балет. Значи, 20 танчери некаде од, или 18 од балетскиот ансамбл. Оркестар за оваа пригода, нели, за овој мюзикал составен. Хор, некаде околу, па да не лупнам бројка, ама мислам дека 30 или 40 души хор ќе има. И некаде околу 17 улоги според либретото, според драмата. Драмата е за едно детенце од провинција кое живува една таква несреќна љубов и тоа што е од провинција му е проблем да биде со девојката која многу ја сака. Па нејзините нејзе оттргнуваат од него и таа љубов се промашува во животот. Значи, представата не е за Тоше Проевски, ликот главниот не е Тоше Проевски, туку представата е за музиката на Тоше Проевски, односно сестрата на главниот наш лик е голем фан на Тоше Проевски, ја собира неговата музика, негов архивар, да речеме така. Ми се свиѓа, многу е добро ова. И она кажува како музиката на Тоше се нашла во нејзиниот живот, се пронашла во песните, нели? Колку е битна музиката, колку без музиката животот би ни бил празен и колку музиката ни помага, нели, да ги привикаме спомените на оние кои не се веќе меѓу нас, посебно ако тој некој оставил зад себе нешто што е запишано со ноти и испеано со глас кој што ќе се памети, да речеме за 100 години. Од прилика. Значи, во чест на Тоше Проевски, со неговата музика се прави една елегична музичка приказна. Не е класичен мюзикал затоа што немаме джез. Ти сам знаеш као вежбан дечко дека без джез ти немаш мюзикал, немаш танц. Да речеме, тоа е некоја категорија која мораш да имаш ако сакаш да направиш
нешто такво. Ова е елегична музичка приказна, бидејќи неговата музика беше таква. Љубовна, неговите песни беа балади. Сајтот? Многу ви е убав. Честитки. Па види, можеш да се информираш, да направиш све, да дзирнеш, имаш видевца, 360 прошетка. Така Има и со што да се пофалите, фала Богу. Па да. Ова е во моментов еден од најдобрите ансамбли во Европа, на Балканот. Да речеме на овој... извинете, само состанок имаме со Јанко. Да не ви сметаме само вемо. И да кажем нешто, ќе искористам оваа прилика, друг не ме пратиш. Значи, многу би сакал да им се заблагодарам на луѓето од опера, од балет, македонска опера и балет, почнувајќи од управата и завршувајќи до сите оние кои што ми помагаат во овој проект, посебно на некои актери кои не се актери, односно се оперски пејачи, кои поседуваат еден прекрасен актерски талент и неверојатно функционираат на сцената, пријатно сум изненадан. Морам да им се заблагодарам и на сите нормално дечиња кои што покрај сите обврски доаѓаат на проби 2 пати дневно. Одат и на училиште понекогаш и не одат. Работат, учат, вежбаат и сакаат да направат нешто. Внимавај што е многу интересно, значи некои од нив имале по 5 години кога Тоше загина. Значи малтене не ја доживеале еуфоријата на неговите песни и љубовта кон него. Сакаат да направат нешто за некој што дефинитивно е најголемиот кај нас, како глас, како човек што излегол надвор, што ги преминал нашите граници, ама до толку пренесувајќи со себе све она што носи македонската музика, како емоција, како ритам, неговиот прекрасен глас. И мислам дека премалце кај нас се третира. Може, значи, ни најубавата зграда, ни најголемата зграда, меморијален центар, ни најголемата представа нема да ја надополни празнината од неговото постоење, ама тоа не значи дека треба да престанеме да ги правиме тие работи. Се надевам дека за некои 20 или 30 години ќе стигнеме до она ниво како Елвис, што се третира таму, па се облакаат како него, па има фестивали во негова чест. Нели, они до таму ги култивираат своите, како се вика тоа, до ниво на култ ги донесуваат. Создаваат култ од ликот и делото на... Па така некако. Мислам дека премалку на телевизија го нема неговите песни, по радија ги нема. Нема некој фестивал во негова чест за 10 години. И мислам дека ова е добар чекор да ги испровоцира другите да исто направат нешто што би не подсетило на неговото постоење. Овој проект ќе содржи, значи, ќе има ли актерски дел или ова цело време ќе биде... Тоа ти кажав, децата глумат, тоа е Значи, нивниот предизвик. ќе има глума, ќе има диалози, ќе има... Игор Џамбазов, покрај... Игор Џамбазов го игра таткото, мајката игра Весна Петрушевска. Тоа е на една девојчето родителите. На машкото родителите ги играат Арна Шијак и Дејан Лилич. Алтернација за нив, значи се Јане Донимагловски и Десанка, ќе ми извини презимето, навистина не го знам, но прекрасна исто. Алтернација на Весна Петрушевска е Марика, од опера исто, неоткриен талент за глума. Значи, јас би можел да ги ставам комотно во следната представа и никој нема да каже дека они не се глумици или дека се оперски пејачки. Значи, дефинитивно, барем 2 пати ќе мора да се гледа оваа Маријан представа. Стојановски ми игра во една од алтернациите, нашиот познат Маријан Стојановски. Лазе Манасковски игра една улога таму. Играат Антонија Гигова, Денис, нека ми извини на вистина и кај него со презимето сум тенок. Играат другите дечиња што беа во талент шоуто. Па ќе ги набројам по име, има 3 прекрасни ангелчиња. Андреја, Калеша и Марија, тие играат ангелчиња во представата. Потоа тука се, значи, Антонија Денис, Александар Тарабунов игра во представата, односно ќе е една од алтернациите. Анастасија, Сара, Хелена, Љупка, Тања, тоа се Ристе од, кажи го,
Не е битно. Марко од Кумано, едно детенце исто има. Од Куманово мора да се најде. Ристе од Струмица, па за малце ќе каже Фице, пошто на Галена се го вика Мицката. Тука е Јане Дунимагловски, Јане Аврамовски го кажав, мислам дека одлична екипа. Кој датум е премиерата? Зашто инсистираш на тоа? Сакам да отидам на тој датум, да видам дали е објавено и да го најдам трейлерот, дали го имате. Ја ова го работам во Македонска опера и балет, не во МНТ. Ова е на МНТ сајтот, што како уметнички директор го завршивме. Нема Јанко, јас сум постај, да не ми дадеш. Со генералниот директор, нели, направивме нов сајт заедно. Не ние, нормално, го изработи еден наш колега кој ја познава проблематиката на театарот и информирањето, така да затоа ни е убав сајтот. Тајна моја премиера, мюзикал во чест на Тоше Проевски. Тоа е репертуарот, добро. Значи веќе е најавата за Тајна моја, не знам дали го има тука трейлерот. Го имаше на страната. Добро, можеме и да го најдеме подоста за време на паузата, ја и не планирав. Сакаш да дуваме малце? Не, чекај. Многу ме интересира ова. После ќе си играме на пауза. Можеш да го шмркаш, ова е здраво за шмркање. Да. Здраво шмркање. Види го. Вода на пареја. Да, така, вода. Вода. И што викаш? Кажи. Не. Прашај нешто, па јас само зборам, ти само гледаш у компјутерот. Знаеш, ја ќе почнем на камерманов да кажу. Така, в интересна представа правиме. Не, мама, знаеш како се свија. Океј, спремај реклами, ама пред рекламите малце да го илустрираме Тони Михајловски. Зошто ни е жива легенда и го сак. Знаеш, слушај, си се откорнал од работа и од глума, ама ќе останеш запаметен за неколку миниатури и парчиња кои остануваат легендарни. Тоа ќе ти објаснам, среќата не е константно чувство на човекот, тоа се мигови, а на нејзин најчесто се сеќаваме на незините рошевини, Јанко. Тоа што е реклама? Boring. Šta je, opet čekate na to, a? Оздај, не кажувај. Што да ни кажу? Знаме си сте. Е, него позади тебе. Да, бе. Абе, запеглај го, Јане. Е, тоа ли најде за пегло. Запеглај го. Го читаше коментарот? Го читаше ли? Жити се со што се занимава? За Чекај, пегло и го. да не си играм со столчето, ме предупреди. Ко Филип Достовски од Зелена алтернатива си. Нели? Кој е тој? Тој што се избори за легализација на масло од канабис. Дечкото. Он ко тебе вака. Чин. Може да има сличности, знаеш така. Вака го ќе ми кажеш, се сеќавам на. И јас сум помрсното, се гледа. Ти си ослабнал, ај. Не бе, не, шо, вака личи слаб човек, не знам. Постиш? Нервно. Нервно. Послабуем. Постиве ги тераш? Не. Не, да. Еј да. Не кажеш. Не кажа. Ги терам 20 години, терам пост. Свака част. Тоа со не сексот ми е многу лесно. Да се како идат годините, немам проблем. Прво тоа го постам пред постите. Имам бел мрс. Абе, тоа не сериозна е ситуација, како го вртиш. Јанко, луѓето и у војна правеле шеги. Кабарето функционирало и тогаш. Па не, па и тие на фронт што биле, најверојатно у рововите, сигурно и некоја шега паѓала понекогаш, па и песна можеби. Да, нели, доаѓа актерите секогаш на војниците да им одржат некој стендап. Боб Зборам Хоскинс само, тоа го значи, правеше Втората светска војна,
Кога им доаѓаше на трупите американски на европско тро, им кажуваше шеги, Хитлер го исмеваше, ги мотивираше сето Не само тоа, валјда меѓу на секој 100 војник сигурно еден е шеговиец ни заеден, најверојатно, нели? Има некоја смицалица е направено. Не верувам дека хуморот се губи дури и во најцрните моменти. Тони многу го јадеше ти стапот во 2000-2001 година, особено во 2001 година, кога им се приклучи на лавовите расформираната единица која беше на таков вулгарен начин, кога низините членови беа шиканирани па и екзекутирани во периодот од 2002 до 2006 година, ти застана едноставно како гласоговорник, многу храбро со нив, беше дури и на терен со нив како актер, но реши да ја облечеш униформата на, можеби во тој момент, елитата на најхрабрите од Македонија. Тие се, да, како и други И храбри заради синови тоа што имаше. трпеше такви притисоци, такво изживување. Се сеќам особено од моите колеги од А1 телевизија, како се однесува. Бранко Црвенковски ве нарекуваше животинско царство, ама Да, најнавредувани бранители најверојатно во историјата на војувањето. Бидејќи не верувам дека некоја земја си ги нападнала собствените бранители толку многу. Таму имаше и други храбри луѓе кои дадоа многу повеќе. Млади деца кои останаа инвалиди на едно уво, на друго уво. Луѓе со психички проблеми, значи поствоени синдроми кои што никој не ги третираше, без работа, бркани. Од 2002 до 2006 беше страшна голгота на све што е ВМРО-вско во Македонија, а посебно на оние што беа припадници на лавовите. Јас во лавовите отидов, морам да признам, после неколку разговори со формирачите на единицата, седи ти си у град, ти си, нели, као, тука, не треба ти да идеш таму, имаш кариера и господинот Хисни Шакири, не, така беше, пратеник, 2001 година, рече, ја остави пратеничката картичка, тоа што и да беше. Јас сум во шума, барајте ме во шума. И замина, нели, во шума човек. Двајца пратеници македонски заминаа по него во шума. Таа беа Филип Петровски и Александар Пандов. Како одговор на тоа дека и Македонија има, нели, своји синови, и јас тогаш сватив дека, нели, не треба уопште да се криеме ако одиме таму, напротив, тоа треба транспарентно да го направиме, по цена на било што, живот, а камо ли кариера, нели. Тој конфликт потраја толку кратко колку што потраја за да се изгубат, нели, доволно животи за да биде страшен и да биде запаметен како нешто од кое што допрва излегуваме од таа темна зона. Значи, после 15 години, мислам дека македонецот таман излезе од таа темна зона, повторно некој го тера назад натака. Беше тешко за сите, за мене исто подеднакво. Бевме на одстрел, маргинализирани, не ни даваа да работиме, бркани од работа, вратени во затвор тие што нормално, нели, отидоа на фронт, па во секоја друга земја им се опцигуе времето колку што биле на фронт. Не, се вратија до ден да се дослужат. Некои дури по секоја цена беа ставени заради стари случаи у затвор после тоа, затоа што им ги направивме оние барикади горе на Блаце, 3 дена, нели? Кога висеше малтен една мини граѓанска војна во Македонија, по цена да се испотепаме ако треба и да загинеме сите 3000 таму горе. беше ти со нив тогаш таму. 3 дена таму, да. И отидовме на средба со председателот Бранко Црвенковски, на која што ни вети многу работи. Имам и запис телевизиски пред собрание, ги кажавме сите работи и ништо од тоа не се исполни, односно се спротивно од тоа што ни го кажа. Не ништеше, до последно не прогонуваше, бидејќи е, како што велат легендите, едно големо злопамтило. Беше голгота тоа, не само за мене, и јас ја поминав доста тешко. Во тоа време мојот син беше средно школо, мислам дека веќе.
Не, основно, пардон. И едноставно ми беа исечени сите финансии, бев невработен. Јас пред 2 години се вработив. За мене беше голгота тешка, но многу мои другари помина исто тешка таква голгота, дури опасна по нивните животи. Мене барем не знам дека некој ми се заканувал по живот. Сега е поопасно, сега ми се закануваат по живот, те пцујат, те навредуваат. Сега мислам дека поминуваме една слична голгота во овие 3 години од како сум појавен со ГДОМ, да речем. Нешто слично ми се случува. Да. Тоа е нешто што, како да ти кажам, нивни начин на функционирање. Он мора да те уништи тебе, мора да те заплаши, затоа што он е уплашен. И ако го дисперзира собствениот страв, ќе биде полесно, он може да испадне храбар. Не го пренесува кај мене, кој да го прави тоа. Јас се борам со собствениот страв, нели? А тој туѓиот воопшто не ме интересира. Тој што ми го наметнуваат они. Знам што сакам во животот, знам што треба да направам, знам која е мојата цел, знам кои ми се другарите. Само што мислам дека некои работи сега добија други димензии. Од типот на предавниците порано барем се криеле. Тоа го правеле тајно. Сега тоа апла се прави очигледно, у очите гледа и ти кажува дека него не го интересира дали ќе изгубиме Македонија. Него му е битно да падне ВМРО. И тоа, он е заслепен со тоа дека не знам, треба Никола да оди во затвор, дека треба ја да отидам во затвор, ти да отидеш, Миленко да отиде во затвор, сите да отидеме во затвор, да се забрани ВМРО-то, да не постои. И тоа е една дрскост која, мислам, до сега не се појавила така. Таква. Така да, знаеш како ви кажат кинезите, не знам дали го кажав тоа еднаш кај тебе од моите неколку гостувања, тешко си на оној што не живее во интересно време. Ова е стварно интересно време. Нема дилема. Барем ја така мислам. Некои работи мора да дојдат на ова ниво. Само 25 години држава. Не прележавме ни сипаници уште, ни големи. Може би мали сме прележале, така? Големи. Треба да ни дојдат. Треба настинки уште да преживееме. Треба да преживееме вакви ликови како Зоран Заев, Одроди. Треба да ни се случат и немили работи за да се сплотиме. Кога се сплотуваме? Нас среќата не обединува, нели? Среќата не исполнува, како се вика тоа, тагата не обединува, неволјата. Некако ми е времето како да е дојдено до финална пресметка, ке не има или ке не нема. Од друга страна па си викаш, ние и 10 века сме биле без држава, така? Па сме преживеале, сме обстојале. Не нарекувале, бугари не нарекувале, овака не нарекувале, срби, грци. Па дошло време пак да искочиме како македонци, не сме го заборавиле тоа. Сигурно дека нема да може да не уништат. Глупо е да ни ја земат земјата што сме ја добиле после толку време, која ни следува генетски, не сме украле од никого ништо, така? На овие илјадници години сме биле потурчувани, погрчувани, побугарчувани, посрбувани. Да. И сето тоа било на сила. Прв пат имаме ние самите да се откажеме од себе си проект. И тоа е поддржан. 350.000 македонци гласаа за ова. Имаш ти еден генерал кој сега плямпа нешто по телевизија, македонски, кој толку се фалеше дека во 2001 гинел и страдал. Тоа е вистина. За да одбрани Македонија, а одработи токму за тие кои го распарчи и го сакатија. Одработи и сега ми збори за федерализација или што ти ја знам и така натаму, една форма, откако веќе одработи да се случи тоа што се случи. И сега ние стоиме како еден автобус, како она Italian Job, крајот филмот, со мини морисите, кога се клати. Златото стои тука, ти не смееш да мрднеш. Што Ако одиш по златото, ќе одиш во провалијата. Ако останеш, ќе останеш никој ништо и ќе бидеш фатен и така натаму. И ние балансираме на работ на бездната. Како беше оној војвода Јован Бабунски? Не? Некој таков беше што се отишол на српска страна, така? Има некој војвода што отишол кај грците, така?
знаеме, нели, има некои. Но тоа се поединци. Никогаш го не сме имале коте, ваква маса така, од народ коте од против рулја. собствената држава. Види, тој Јован имал своја чета. Опасно наоружани комити. Не знам кој му бил составот. Сакам да ти кажам, предавниците од секогаш постоеле. Тоа да. Реченицата е наша дека не сме виделе народ кој повеќе патал од своите предавници како македонскиот народ, така? Таа е на Гоце. Така. Не сум видел ниту еден народ толку многу да пострада, Да. колку што собствените Така е, од родените. Оно има уште еден друг дел кој исто така болен, но добро, да не ги чепкаме. Они за жал во историјата секогаш се пишувани заедно со победниците, нели? Победникот ја пишувал историјата, а на него му требал предавник за да победи. Историски гледано, Јанко, ВМРО и организацијата има подобар пријател и докажан пријател на албанците и на сите други народи и народности што живеат овдека. Еве, од Крушевскиот манифест па навака, така? Апсолутно се согласувам со тоа. Историски докажано дека најголем непријател и на македонците, и на албанците, и на сите други народи кои си ја сакале собствената држава се комунистичките организации. Значи, ги правеле овчари, неписмени, овакви, онакви, ги тргале, ги маргинализирале, нас не маргинализирале, секој што ја сакал Македонија, творело друга држава, преку ноќ го снемувало, бил праќан на занимлива, интересна работа на некој островче, било каде, или исчезнувал без трага и без глас. И сега, мене ми е чудно што како им стана, нели, одеднаш нашиот заеднички непријател на албанците и на македонците, а тоа се оние титословени, нели? Југословенски македонци, тие кои што прогласиле една група македонци за егејски македонци, така? Им забраниле влез во Македонија, да не влезат тука, ги пуштиле во Битола, па ги депортирале, после што е уште поголемо предавство, нели? На децата бегалци од егејска Македонија. Тие одеднаш, мислам, сакаат да ме убедат дека ќе се борат за Македонија, кога години наназад се докажува дека они се непријатели на се што е македонско, на се што се чувствува македонско овдека, што сака Македонија да биде независна. Тоа така се работело и они се навикнати така да мислам традиционално си останува да, не знам, човеков има сега една па и поголема маса позади себе од Коте Рулја, од тој Јован Бабунски или како се вика, да не лупнам името. Мислам дека баш така се вика. Сега не се кријат. Зошто не се кријат? Затоа што се под велот под маската на неолиберализмот. Така се вика тоа, нели? А тоа е нешто што е модерно сега, нели? И они под тоа вело се многу деструктивни. Многу интересно, ти гледај го хомосексуалното движење. Значи, хомосексуалците више не се борат за човекови права. Они се борат за моќ. Он не сака само он да биде хомосексуалец. Кој му брани да биде хомосексуалец, така? Никој. Он сака и ти да бидеш хомосексуалец, и ја, и моите деца, и твоите деца, сите да бидеме тој. И што е тоа? Тоа не е наметнување. Каква слобода е тоа? Тоа е фашизам. Тоа е точно така. Во исто време спинуваат, пак ќе ти кажам, стравот, ќе ти го дадам тебе за да го споделим, а потоа ја ќе се куражам, разбираш? Тоа е фашизам, ќе те наречам тебе фашиста, а јас сум фашиста, нели? И ќе ги убедувам другите дека си ти фашиста. Стопати повторена лага. Не знам дали знаеш, ја бев на насловна страница кај Геровски ставен и поднесена кривична пријава против мене од Сдруженијето LGBT заради поттикнување антигеј, не знам, и така натаму овакво. На прашањето што е тоа што Јанко објавил, кажал и така натаму на Фејсбук. Добро, Јанко на Фејсбук против хомосексуалците. Што кажал Јанко? Не кажал Јанко, туку во коментарите негови имало против хомосексуалците. Погдачко. Латас беше прогласен Ја ги замолив да поднесат ЛГБТ лично до мене, не да бараат од јавното обвинителство да покрене, туку они. И да отидам, за да можам да отидам на суд, да се соочам со нив и да кажам, не поднесу. Но вака им е сладко, нели, ете, државата не се грижи за човековите права. Токму ова што ти го говориш.
Така е. Ме лаже при очи дека нешто му фали, дека нешто му е ускратено. Аме знаеш, дека под името на равноправноста, ние сме пораснали со тие луѓе, да. со кои имало таков еквилибриум и младоста ни кој кого гледал дали е ваков или таков, дали легни или не легни. Имам одлични пријатели, значи од Откако сите се видови на појави луѓе, они, карактери. наместо да создадат еден еквилибриум, да ги подобрат односите помеѓу ЛГБТ заедницата и стрейтерите, они ја заоштрија. Така Ја е. влошија состојбата. Токму тоа ќе се случи со ова двојазичност. Ние ќе се доподелиме со тоа. Тука не се работи за равноправност, не се работи за еднакви права, бидејќи ја би разбрал да не постои Албанија, па да се бориш да го сочуваш албанскиот јазик во друга држава. Не знам, се случило нешто, се самоукинала ли државата, така. Меѓутоа си постои матична држава која си го учи тој јазик и ти да му убедуваш дека тоа е за моје добро. Тоа само ќе го поддели јазот што ни го направија, а кој не постоеше, да бидеме реални. Постоеше, повторно ќе кажем, од вечните непријатели на албанците, комунистите. Значи, они нив ги маргинализираат до крајни граници, они нив во оваа држава ги тепаа за школо, они нив им забрануваа универзитети, Комунистите ги апсеа хомосексуалците. они не ги даваат да влезат у полиција, ги апсеа хомосексуалците. И одеднаш они станаа сите другари со својот злотвор, мислам, со наследникот на таа традиција. Како се викаше тој синдром? Циришки? Врзување со жртвата, како со овој джелатот. Хелсиншки? Така нешто. Ослошки? Не ја знам. Московски? Ти си паметен. Така да, мене перверзно време, у секој случај. Перверзно време. Сега сум паметен. Пак ќе кажам, таа реченица многу ми се свија. Пак ќе кажам, значи, наркоманот те вреѓа со тоа што ти вика дека си џанак. Зависникот ти вика, џанак еден. Окей, добро. Хомосексуалецот ти вика, педерчино на бејарет, значи, тоа е невидено. Кукавицата ти вика, цвикаш, кога ќе те најдам. Тотално извртено време. И маските се паднати. Тоа е убавото. Мислам дека имаме корист од ова, што би рекле луѓето, знаеш, испливаа лајната на површината и треба сега само да ги однесе матната. Добро е ова, многу луѓе се освестуваат дека позади ова стои дупла игра, дека не се работи за добро на Македонија, се работи за поделба на Македонија. Многу е јасно тоа. Не гледам луѓе кои живеат во робство во Македонија, нити албанци, нити срби, нити роми, нити власи, нити било која друга, нели, националност, народ, народност и порано се викавме, нели? Не гледам дека некој узурпиран, напротив, ќе кажам една работа. У случај ја, Јанко и еден албанец да конкурираме за иста работа, он ќе биде примен заради тоа што имаме рамковен договор, имаме таква обврска да биде. Тоа без разлика на нашата стручност. И кој е сега граѓанин од втор ред во оваа наша држава? Заедничка, нели? Нели не треба да имаме граѓани од втор ред. Се вика Македонија пред све државата и не гледам поперверзно ништо, не гледам ништо поперверзно од тоа да се залагаш да речеме за правата на албанците овдека во Македонија, да ми викаш дека живеат во робство, да поддржуваш една пратеничка која повикува на војна, нели? При тоа да не спомнеш за правата на македонците во Албанија кои се на нула сведени, за правата на македонците во Грција или во Бугарија, Кој ги нема? кои ги нема апсолутно избришани, не постојат. Во Албанија малце поише ги има, они се таму на нула, овде ги нема. И тогаш ме убедува дека он е за рамноправност, он е неолиберал, он е човек, граѓанин на светот, он е ништо друго освен обичен лажов. Значи, лицемер, хипокрит, кој кога се гледа на огледало, најверојатно добива ерекција од што е убав и живее во својот свет на прекрасни лаги. Се извинувам за ова ерекција. Pardon, my friend, се вика. Да. Платформата е вистинско кукавиче јајце кое ни е подметнато. Но во ова извитоперено, кога ќе речам извитоперено, сметам на перверзно извитоперено, не во смисла на перверзија, туку до толку се извртуваат тезите да рациото веќе не може да се носи. Рационален човек не може веќе да дебатира. Кога ти излегува Катица Ќулавкова во Ману после
години и години им текна дека нешто се дешава во државата и тргна некој муабет. Му честитам на Манџуков и му се поклонувам за неговата храброст да излезе и во онаа институција да го каже тоа што требаше многу одамна да се каже. Ти скача Катица Ќулавкова и ти вика: Вие сте ја направиле. вие сте ја направиле. Спинот, префрлање на топката. Така, Тоа е доаѓам претепан, доаѓам за... Не, ти сам си го направил тоа. Доаѓам силуван, не, сам си се силувал. Доаѓаш убиен, дечко, сам си се убил, не ме заебавај. Си извинувам за мојот француски. А од друга страна, ако он се сопне на 15 метра од тебе, вика, што ме сопна? Ета. Значи ти си крив, што? Па не те сопнав, па ме гледаше, ме урочи. Океј. До таму си виновен дури и да... Повели. Знаеш како, тоа е... Пак ќе кажам, фали и домашно воспитание, фали многу човечност, фали љубов. Ти да ме убедиш дека правиш шарена револуција која сама по себе што ги содржи тие бои, се бои на љубовта, виножитото, на Божилак се вика виножитото, нели? По македонски, старомакедонски. Не, тоа е... Божилак, значи Божилак. Виножито, Божилак. Божилак. Значи, Божите бои. Сега тоа што, нели, некоја заедница ги земала, па ги ставила као свој символ и сега така ги препознаваме, тоа е окей. Ние препознаваме многу погрешни работи, па не е проблем ни тоа. Мислам да ме убедиш дека тоа било со љубов, а содржеше толку насилие, толку омраза, толку гнев, пизма, клетви, обиди за било што, деструктурирање на човекот тотално. Значи, негово ако може она како се вика да го молекуларизира тоа. Тоа беше нешто гадно, што мислам дека ние во ГДОМ за среќа на време се појавивме тогаш и го препознавме тоа као граѓанско движење и тоа ќе се забележи најверојатно као едно од после подолго време првите граѓански движења кои навистина не работат под капата на Сорос, туку работат за Македонија, произлегуваат од граѓани кои ја сакаат оваа земја, кои ќе направат се за неа. Види го ово дојче. Гледни го. Да, бев. Сите бевме. Да. Знаеш, ама вака, ако ќе го видиш од тичија перспектива и па... Знаеш, Многу убави луѓе. Многу луѓе што знам дека не се партиски определени. како го оценуваш ова? Гледам дека уште од првиот ден и двајцата организатори, Бетмен и Дамовски се онака уште не можат да се свестат како народот едноставно како да чекаше некој да го повика тоа и каков народ и колку излез. Никој не го очекуваше ово. Ја на првиот протест излегов кога ти ми тераше мајтап таму за сендвичите. Ја ти реков отворено, Тони, ја бев толку збунет, дека има флешбек. Многу ме подсети на времето кога искачав пред Бони Јани, пред Ванила, на Корзото. Ги сретнав луѓе, никој не вика, ги слушаш птиците, мирно, као Корзо, разговараме за Па ти грижени поискара, ти као Корзо си го доживел, тоа било сериозно, тоа. А ти пуста романтична скопска душа. У Куманово главна фора било. Значи, чим видиш дебело дете, обавезно да го заебаваш, дејќи дебелото дете за тоа служи. Ти знаеш и... И Тони кој ќе ме види мене, прво вика, суха лепото. И му викам, Тони бе ослабев 30 кила и ми вика, вака треба да изгледа слаб човек. Па не, стварно. Ако ја да престанам со диетава, ако треба вака. Отрав. Па не бе, добро, Јанес. Не, добар си. За годините супер сме, брат. Нели седиме уште добро. И ми вика на паузата кој исклучив микрофона, колку кила си сега? Викам толку, па значи треба да си висок 1,95 Па даде, ако имаш 90 кила, 10 плюс, значи 2 метра. Не, Јане, не се крат. Не бе, Џони, кај ги најде овие мерки, бе, човече? Па,
Добро ме 1,90 м, малце ли ти фали бе? Па малце ми фали. Слушај, јас сум висок колку Лајонел Меси. И стварно. Исто Па сме ти си високи. претерал, бе, човече. А намали малце. А ти колку Е, као Марадона, биди малце А ти висок. колку си висок? Па јас сум висок колку Леонардо Ди Каприо. А стар сум како Роберт Редфорд. Океј, Е, ко него никој не. Ко него никој не. кријам години. 30 години. Килограм. Се извинувам. Кому се извинуваш и зашто се извинуваш? Апсолутно на никој. Ја користам оваа прилика да му се извинам апсолутно на никој. Се извинувам на никој. Да, апсолутно за ситуацијава посебно, значи за ова што сме на улица. За ова што допрва ќе излегуваме на улица, значи апсолутно ја користам оваа прилика да му се извинам на никој. Треба да го правиме ова, треба да излегуваме, нема потреба, луѓе не се викаат, не се пуштаат повици, ова не е... Нема автобуси. Нема автобуси, нема Вртев партиски... кругови, да ти кажам, вртев Има луѓе од- кругови со точакот, ги барав автобусите, бидејќи нели у Гевгелија последниот Ке ги митинг што беше сликаа на до сега, жените не се- е проблем, да. Кај се автобусите? Не бе, ова си се скопјани луѓе, што сега нема. Скопјани излегува на улица ти. Абе, Така е. ова е библиско Сега, чудо. види, Скопјани. Види, али добро, ако може у оние распејани Скопјани да има странци, па сега, брат. Да не се зезаме. Може и ваму да викаме дека сме Скопјани. Во 26 града низ Македонија. Стотици илјади Да. излезени на Вечерова отприлика требало да има негде околу 150.000. 130.000, 150.000, Извини. да. Така да. колку и да е, многу е. Одлична бројка. Не само тоа, уште партиите која поддржуваат оваа идеја, конкретно ВМРО ДПМН, го нема повикано Не, членство. коалицијата цела воопшто нема повикано Нема никого, повикано. значи ниту една Они допрва можат да се вклучат на ова. Добро е што до сега не се вклучија, за да се видиме ние граѓаните колку сме и што сме. Треба партиите да одморат сега. Значи тоа нема нема дилема околу тоа дека партиите треба да одморат, они имаат други работи да решат, многу побитни, нели? А ние нормално народот треба да покажеме на која страна сме. Што ни е битно. Што ни е битното, на која страна сме платформата? Па види, ние ти ја прочита целата платформа. Не. Не ја дзирна. Тоа е проблемот кај нас. Мислам дека ние не се информираме доволно. Јас дам сегменти од платформата, Така е. ама никогаш не И ја видов мислам дека целосно. никој не ни ја посочи воопшто цела, не ни ја даде платформата. Они не е некоја голема платформа, мислам дека е Има 5-6 точки во неја. така, некои 2 страници ли се тоа, како се одржи со се во ведниот дел. Но ете, ние не успеавме да ја добиеме цела, односно да добиеме веродостојна платформа, да знаеме дека тоа е тоа. Се шпекулира дека овој прифатил тоа, овој прифатил повеќе од тоа, ама овој не икел да игра со него. Значи, ВМРО прифати све, само ние не икевме со ВМРО, а Заев не прифаќа све, ама ете не ни даваат да идеме со Заев. Многу е мутна работата. Таа платформа треба да се, ако нешто треба да се дебатира, треба да се издебатира таа платформа за да се донесе дефинитивен став. А не да се наметнува дека треба да дебатирам за знамето, за федерализација и за името. Тоа автоматски ми кажува што содржи платформата, така? Дека има тенденција да ми ги менува тие работи. Нешто што сигурно го знам. И мислам дека она е антимакедонска, дека е создадена во друга држава, од туѓ премиер, човек кој е отворен непријател на македонштината, на христијанството дефинитивно. И мислам дека тоа е бедната карта на која што ќе изиграат центрите на моќ. Повторно, некој верски судир на основа на помеѓу христијаните и муслиманите на овие простори. Тоа е трагедијата. Ние после 2001 таман си ги залечивме раните, нели, излеговме, како што рековме, од таа црна зона, сега повторно некој ќе сака да не уназади, а војната носи профит само кај оној што ги продава работите битни да постои една војна, така. Бензин. Ја лекови. паметиш ли војната? Не. Ете, тоа е проблемот. Никој не ја памети војната. Нова војна треба. А како почнува Диво месо, знаеш? Како? Ова е од Има ова е војна- цитат, ти го извади, не подсети од цитатов Од Буре кој го Баров. извади
Од буре барутето. Да, и која го извади по лудеа, Да. а им требаше малце време и им опна шамар кој ги подсети од каде е овој цитат. Цела Кажи го убаво Да, цитатот. па тоа е цитатот војната е паметиш? Не, тоа е проблемот, бе, никој ништо не паметите. Нова војна си треба. Сака да кажа за краткото паметење на луѓето, посебно да речеме на кај нас на македонците, ние, како што реков на почетокот, причината на мюзиклот за Тоше, дури и Тоше го заборавивме. Не го третираме така како што заслужува една толкава звезда која толку многу и ден денеска, верувај ми, поради него многу не споменуваат и не почитуваат заради неговата музика. А камо ли што треба да си ја спомнуваме историјата, А да не да си зборуваме- го спомнуваме името, символите наши, јазикот, културата, цивилизацијата, христијанството, она што све. Против Владо Јовановски се дигна цела телевизија, со сите машинерии, со сите телевизии нивни, значи цела, ајде, тоа и не е телевизија, стана телевизија сега, која, кажи го, тргнува... Јави му се командант во лавовите. Команданте, добро вечер. Еве, си правиме муавет со Тони. Ти шо правиш? Гледам му звониш, па викам, команданте, ако треба да го прекинеме. Немој. Не, Ке чуеме некоја тајна, немој, чуеме молим некоја те. тајна, да. Команданте ке не издаде овој, шпијуне. Ја све у јавност идам, команданте. Да го завршиме муаветов, ти го препуштам после, важи ли? Што не му кажа да гледа Јанко? Онда ќе му го ја ќе го расчинам ако не знае кој сум, ако не знае ти кај си. Ма не, он не е во Скопје. 17 Може да е на стража. 17 fucking years секоја вечер од 22 часот да не знаеш кој. Не заради мене и моето его, ама више заради трудот и Така, така. се слагаме. Да, свакако. Те знаат не сега. Да, добре. Први го умагла. Добре. Да, Јанко, така е. И човече, каква магија. Ке ти го поклонам, жити се. Да, таму идам. Немој. Нати го, твое. Израдувај ги децата дома, со здравие нека се служат. Еве, ти го подарувам. Максим, Чичко Јанко е Еве ти. дека упости го, немој со се тањерот ќе си земам тањер. Ќе си Па да не земеш ти го тањер? земам тањерот ти од емисија, не Ама ова знам. ќе ти треба. Вакво ќе ти треба. Добро. За да магла да ја фарла тука, ја удира оти само ако стои, само ќе прска и нема ништо. Ништо да прави, така. Ова е тоа што му прави и ја лади. Јеп. Ја лади и така. Еве ти го, подарок од мене, да си би жив и здрав. Што рече тоа гратиси за таа премиерата? Годишни карти сакаш или? А и ова стакленцево да си го земам, така? Можеш од сладко, да, можеш да ми го. Еве ти го и ова. Не, ова ти ли го правиш? Не, ова ми го правеше колегата од техника. Многу ми е глупо да ти го земам. Знаеш дека? Стварно, гледа колку љубов има у ова. Човекот у ова толку се потруди да го направи. Ама не можеш, гледаш, мора да има некој овакво. Бидејќи водата ја зема, под Джек ултрасон, Лаган млади чува? ќе ти го дадам полночно. Сега Види да ова. се пикам под маса ли среде емисија, да му се најде. Сега и тоа ли да го направам? Еј, окей. Го добиваш. Кај се сипува вода овдека? Да испием. Ти ја истурам на глава. Сега, Заради бубицава ми, иначе не е да, вода. иначе што викаш, да, добро. И командантиве да не се... Нешто да не се дешава. Па Еден ги по друг. спомнала воите, малце се возбудија. Се уште има живи од тие команданти Како не, свала му на Бога. Тони, не дај Боже да дојде и до командантиве да треба да се ангажираат. Јанко, за тоа не се прашува, нели? Тоа се знае. Има кој да ја брани оваа земја. Има. Не, тоа не сме го покажале еднаш. И редовните и нередовните. Не сме има го кој. покажале тоа еднаш. Нашата точка на топење последен пат ја видува во 2001 година, така? Ќе го стишаме. Кој е овој командант? Да не ги издава. Кај да видам? Не ги знам. Ама не читај, пошто ова е синонимис. Абе, команданте, ќе ти се јавам, ќе го ликвидирам после емисија.
Само прво ќе му правиме она, па ќе го ликвидираме. Малце джиджимиш до смрт. Не, усвари ќе го тепаме, па ќе му правиме... Дур се згрее вода. Ја ќе му правам магла. Ја го зема в апаратче. О, мајко ме. Леле, Јане, ова вакво, мислам дека За сладко е. Знам дека го видов ова. За сладко е. Сладко од капки. Джони, многу е проблем од Кина да го земеш ова вака е $5-6 од ова апаратче, од $10. Да. А да го земеш со се Не, тајни, со се све, ова ти го земам. тоа сигурно... А каде Го оставам, Јане, стварно ми глупаво да ти го земам. Не можам више после Пет пати толкова. се премислувам. Не, ќе видиш каде. Ќе видиш, ќе добиеш карти, ќе видиш. Готово, нема проблем. Само користи дестилирана вода. А не од... Затоа што бигор ќе фати и ќе ти се расипа апарат. Како го изрекламирам? Човече, ја дневно барем 3 писма им објаснувам на луѓето за она и за ова. Знаеш колку ме прашуваат? Да. Она пилено што пие вода. Интересно си решил како да ти е интересна емисијата. Почни да гледаш на Кубановци. кугла. Старо. Ева малце за исчашеното. Прилепскиот директор на гимназија на Телма е под напад дека ги терал политички и ги индоктринирал децата. Кумановскиот? Кумановскиот си го сликаше неговиот полов орган и ги објавуваше јавно. Штам. Ништо, бе. Тоа е демократија. Па како бе? Пази. Не научи пазите, толку? почитувани, ова што ви го кажувам, се извинувам заради што звучи вулгарно. Тоа е точно. Протекоа фотографии од директор на Кумановска гимназија, каде што он самиот си го сликал неговиот полов орган и ги објавил тие фотографии. Учениците ги виделе. Затоа Телма 24 и сите Шо Ама не, нема за маги- замирање. Не, вака ќе дам. Не, нема замирање. Оп, е така. А дојде камерман па да сумира. Гоцка бе, гоцка. Луд. Луд гоц. Може ќе фати нешто. Имаше еден узизитоп, доаѓаше у 6 сати, како доаѓа ти на секоја женска и ќе дојдеш со здраво, ќе ми даеш? Бега тамо. Иначе типот од тоа ќе ми даеш и го откачуваш, сите му се смеевме, највише женски преврт. Абе, на 6-та, 7-та, 10-та, 16-та, која Една да е? пијана. Па една е очајна као него, не зафркавај. Една е очајна као А ние него. чутевме мангупи, не. Највика, значи, ќе ми даеш мрш, ќе ми даеш мрш, ќе ми даеш, па кај си ти до сега? Ама што сега, ќе трошиме време. Замисли кај оваа сад време. Леле, и да ти кажам, па времето, па леле, колку си убава, па едно, ќе ми даеш? Не. Окей. Сад време кај друга. Не, брат, ќе ми даеш? Не. Тоа окей. Да скратиме. Најдобар Све се това е. сведува на тоа, па оние Најдобар е сватат тоа. на крајот, колку и да симнеш звезди, што и да ја кажеш романтично, Крис Рок како викаше? На крај што можеш да прашаш? Секој муабет е у суштина, would you like some dick? Така е. Значи на крај, тама на крај пак доаѓа до тоа. Зашто да не го скратиме времето? Човекот бил многу управо, видиш. И Мада најдобро не сум од помина. таа категорија. Најдобро помина. Да, ја лошо Подобро од сите поминам, нас. па ние... Ке се фатиш ли с мене? Чекај да размислам да го прашам другарко ми. Да го прашам. Другарко ми, па она другарко во 7 дана го прашува, па другарка во те мерка, дали си добар за њума? Пошто... А те пробуев ли, другарка? Имало и такви работи. Кажи ми, уште е Куманово град козметике? Куманово? Да, валјда. Да. Види, Куманово е град у кој што козметиката надворешна не му се сменила 28 години, односно се уште можеш да ги најдеш истите дупки. Не, пошто има многу жени кои Јеп, од Афганистан и да. и отвараат козметички салони. Не и тоа, да видиш какви козметички салони. брат. Со супер масажи. Beauty Street. Поздрави го електротехничарот до тебе. До сега имавме музичка проба во МОП, затоа ти пишав за тоа и ќе биде добро. Поздрав од Кокин Димушевски. Кокаин Димушевски. Не, Джирко.
Електронскиот Ама, зуб знаеш што е вака, фората? Знаеш што е фората сега? Пошто си слаб, ти ги читаат пораките. Кога беше дебел не може, сега не може да ти се изнарадуваат. Дека ти се гледа телефонот. А и руче си купил. Пати ми се зарече. И браво, Јане. Слушай, со вакви можеш да лупаш бубњеви. Кај сакат? Не. Кој прелаз без стануење го правам? Стојам пред некој ден кај влада и пред да почне химната, го вадам ова и ме гледаат джандарите што се таму, полицајците. Поздрав до нив. Не, го вадам ова и правам вака. Опси си. И они гледаат и се смешкаат. Вика, вакви устаници имаме. И тие вага се. Да. Знаеш, она кој ќе те однесат, како ти вика? Со кој сакаш да те малам? Со големиот или со малиот? Ти со малиот, важи! Не, имаше у Куманово болја фора. Имаш пендрек и имаш лист, бел лист, хартија. Со што сакаш да те тепам? С пендрак или с лист? Ти што би избраа? За лист. Океј, зима га пендрак, замота га у лист. Кај те залупа с njega. Супер, брат. Како да. И ќе кажеш, демек ово оно, немале памет, абе, ај, важи. После джандариве глупи. Не, не. Па, Опасни се. Глуп ли е некој? Кој е глуп? Ти црта конј на зид и ти вика качи се. И ти се качуеш. Кој е поглуп, бе, брат? Не се заебај. Абе, работава сериозно, ти го вртиш на мајтап, но викаш дека и во вакви времиња смејата ни е потребна да не лечи и да не куражи. Која ќе биде сериозна работа да ги се усериозниме? Па, ја мислам дека може и со смеење ќе загинам, ќе умрам, не знам од кај да. Се надевам дека бар ќе се насмеам. Знаеш, тројца кумановци кои разговарале за... Вика, што сакаш да ти се деси на тебе на погреб? Мене на погреб вика сака да ми свири Бечка филхармонија. Браво, брат, вика класа си био од увек. А ти вика? Па мене вика Ролинг Стоунс. И еве, рокер си, брат, стварно. А вика ти, брат, што сакаш да ти се деси на погреб на тога третјога? Он вика, јас сакам на мој погреб некој да каже: "Еј, види го, мрда! Мрда!" Жив е! Мрда! Мрда! Жив е! Да. Како беше она? Кукавицата умира секој ден. А ние другите, па и не мора да се храбри, нели? Слушај, да ти покажам една работа. Како ти иде бе со пари? Добар си? Катастрофа сум, ама окей. Сакаш ли паричка да направиме нешто? Бега, ето. Не, бе, После да ми озбилно. барат на заем сите Не бе, родители. не. Гледај сега. Абе, И овака ми барат. слушај, дали би сакал од овие што душеваднициве наши да им ги земеме парите? Прати радњу фабуле. Албанците од Цивел ги съскаат македонците еден против друг, пишува вечер, вика. Контроверзната организација Цивел, која за само 4 години има инкасирано повеќе од $500,000 од Сорос и донатори блиски на Сорос, со нов проект за $100 ќе купуваат провокатори кои со телефони со вклучени камери ќе шетаат по улиците и ќе провоцираат луѓе. И браво. $100. $100. А кај се купува ваков провокатор? Ево ме. Дај да ги увеземе. Ево. Увезуем провокатори. Тони, против кога си ти бе уши? Чекай, Не може да сега, ти не го деструкција пипај. да ти направам. Не го пипај сега. Ајде сега да кажеш. Дали си ти партиски послушник? Да купијате? Дечко, ја ќе го цитирам Буду. Ти го браниш криминалот. Така е. Свежбаш на мене, добре, $100. Вадете $100, долари. а? И види ова реклама си направи. И сега, Извади сега ти мене и истото, сега сврти се у направи камера. $100 за тебе. И сега сврти се у камера. Вака можете и вие, за само $100. За само Од $100. цивил. Од цивил. Стоп. Изнервирајте го ВМРО-вецот. За секој изнервиран ВМРО-вец добивате по $100, за секој изнервиран фамилија на ВМРО-вец добивате пакет. И тоа не е се. Аранжман. И тоа не е се. Доколку изнервирате некој председател на општински комитет на ВМРО. Ви следува дополнителни $100. О, браво, леле, како се нафатира. Одлично, одлично. За глупи идеи $1,500, ја мислам супер.
Дневно по едно вадиме? Па, да, окей. Можеш у денот едно вакво да извадиш? Не можам. Зашо бе? Абе ја и ти едно дневно ќе правиме кафе и ќе ме фаќаш, ќе ме провоцираш. Пап земи, ја тебе едно, пап ќе земеме. Ја тебе, ти мене, 100 на ден ќе си вадиме. Глупо ми е, ќе имам внатрешни повраќања стално, разбираш, ќе повраќам у себе, од самиот себе. А тоа она која малце ќе си повратиш у себе, она која ќе ти надојде и го вратиш назад. Еј, гнасно е, брат. Гледа ми, ти си бил пијан дура у животот. Фата ми се заруча. Како беше она со Шилегов со телефоните? Ти гали го тоа, ја ќе ги листам. Ја не. Имате па златни шески, мајко моја. Може да знаеш каков кондом користат. Потегни го тоа пинчето и брцни го. Потегни го. Тоа е толку. И у телефона, И сега така? брцни го у телефон. И да го оставам да се влече вака. И сега на копче овде кад го стисну, ќе го фотографисав. Ама вака ти виси ова, така? Па нека го виси, па ако треба ќе го стегнемо. И ова ти е, брат. А? Браво, ја не, си уловив мобилен. Стварно си будала. Ама имаш, бе, ти си режимски тровадур. Ки кршите како сакате ова телефоните. Фала ти за комплиментот. Фала ти на тебе, јас Само нема, би ме погодило да ми кажеш дека сум глуп. А дека сум будала, дека сум блуд, фала Богу. Фала Богу чекай да сум различен, пошто овие нормалниве, не дај Боже да си кона. Не ќе да сум. Јас сакам стварно да сум луд. Јас сакам да го чујам другото мислење, така? Се однесувам лудо, почитувам, не ми смета, но многу ме нервира кога не ми дозволува да размислувам јас како што сакам. Кога мисли дека некој во некој општински или во некој штаб ќе ми нареди дека јас така ќе се однесувам, кога ме потценува, кога мисли дека е над мене, дека го испил еликсирот на мудроста, и посебно кога ми продава храброст, знам дека е кукавица која од собствената сенка се плаши, добива тахикардија која ќе ја види на плажа, а камоли навечер, не дај Боже. И све можеш да ми кажеш, немој да ми кажеш дека немам право да размислувам како што сакам, да поддржувам тоа ја што сакам и во ситуацијава да проценам дека не се работи за доброто на мојот народ, на мојата земја. Ја така мислам. Секој што мисли спротивно е добре дојден, се дур не земе да го реализира тоа што јас мислам или што го мисля дека е моја параноја за сега. Тогаш ќе се соочиме така како што треба да се соочиме. Морам да ти признам, и некаде 2002 година го изјавивме ова, меѓу нив бев и јас, многу повеќе ги почитувам борците на УЧК, ОНА и ОВК, АНА и било кои други припадници на албанските воени структури од овие домашни предавници. Значи, македонците предавници. Затоа што тој барем се одважил, имал храброст да земе пушка и да излезе у планина и да се бори за своите права. Овој е предавник на сопствениот народ, кој што, мислам, нема вредност ни кај него веќе. Така да, многу поголем респект имам за борците, отколку за предавниците и овие миротворците, под наводници. Ке го убадеш ли тоа? Ева, чекай, ја како не си го земав ја мојата сега ќе се пак. Ти снимател си станал, брат. Ја мислам сам да си правиш телевизија, никој не ти треба да види. Махни се овде. Ја им рекол, викам, дај ми ја само свичерот за камерите и идете си дома. Не, чува. Чува рацова кај сега се струја. Ти, кога ќе дојде, ја не пуштај ги сите дома да си идат. Само ми фали оној стариот телефон Panasonic со портокалово копче, да не од режија да не се малтретира да ги уклучуваат гледачи. Куде си бе Јанко и вака само? Како се викаше Охридската телевизија, тој сам што си пушташе филмови, камерата пред него, па тука си ги вадеше. Ја. Он си беше води тоа све си. Јас. Тоа е тоа, бе. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Не, имаше стварно Орбис. Не, нешто друго беше. Не.
Имаше Охридска телевизија, човекот сам си правеше. Еве ти го зародишот. На телефонот и оваа камера, идеме покрај телевизијава, идеме и на Facebook. И каков е одекот на Фејсбук? Си следал рейтинзи? Не. Знаеш што значи рич, например? Доколку е доспеало. Да. Тоа. Еве, например, кога го правев емисијата за Доналд Трамп, за инаугурацијата на председателот Трамп. Тогаш беше и Дамовски, и Цветен Челиманов ми беа гости. Ричот беше 146.000. Браво. Значи, нема телевизија која достигнала толку. Ама зошто? Затоа што имав јавувања. Затоа што ме следеле од Канада, од Австралија, од Куба, од Нов Зеланд, од Соединетите држави, од Бразил. Нашиве сегде и сега може да лесно да го фати, бидејќи на мобилен добива инфо дека Јанко из лайф. Јанко из лайф. Страшно, јас се зезнав еднаш стислав. Кога те гледам, еве го и Тони, исклучив. Вика, ово е. Да, онма имаш представа. Да, бе, да. Ти дојде Па, до кај ти? секунда. Викам, чекај, кем. И после се убацив која не гледаш. Може да е многу добро како тизер, например, од проба пушти Тони Лайф, она сегмент малце. Сето тоа ќе биде дел од некој живење. Види, Туку. Јане, 70 годиници ја се мучи да дознае за луѓето како изгледаат, што јадат, што пијат, со колку се дружат, какви Сами им татуажи кажавме. има, кај се чекира, кој му е омилен ресторан, кај трча, кај патува, све му знаат. Може профил да ти направи од тоа што гледаш, кој ти се свиѓа каква музика по Facebook, со 90% Веќе не треба точност. оперативци, сами им даваме. Све, Сами им знае, кажавме. ти викам, каде одиш на одмор, каков си, Све што зна. те товажи имаш, значи све нема Све. што не знаеш. Па не само ција, јас знам. Што јадеш? Јас знам. Оти прво кој идеш нели на некоја женска бараш август месец халки дики. И одма ја гледаш у купачи прво. Ја и лето. Албум Ја и лето. Да. И прво на тие лето. Да. Го устраа Фејсбукот, да ми извини за францускиот. Значи Фејсбукот си беше стварно прекрасен за тие работи. Да си видиш убави слики од бикини углавном. Да си изнагледаш и да Малце војаризам. толку Едно затоа и го здраво смислил он, фотки ставање и лајкови ставале. Па си го гледаше филмот, тоа за бркање женски го Така е. измисли. И одеднаш Ама, ова стана гумно за лаење, на кое што ако не кажеш мислење или имало вредности, имаш 100.000 лајка за еден ивент, 70 души доаѓаат на него. Тоа се виртуелни луѓе, не постојат пола од тие профили се измислени. Направи настан, ќе имаш 100.000. Реално ќе дојдат тројца. Тоа ти викам. Се сеќаваш ли кога имаше протест пред владата за да паднал Груевски, за да се уапсел и така натаму, кога се собраа сите невладини организации, протест пред влада, имаше околу 140 невладини организации, со сите нивни повици, дека ќе дојдоа 50-20 души. Лидерите на невладините организации. Така, Секој па еден секој има по по две организации, така е. Па децата на Кале Ќутекот како испадна? 50.000 стиснале лајк, 30 души отишле горе. И ги згрбавија. Па сега, така е. Памет за друг пат. Виртуелен свет, таму не постои. Ти сите победи на Фејсбук не ти важат, што е тоа. Мислам, овие требаше опозицијата до сега 3 пати да ја превземе власта според лајковите на Фејсбук и ричот, и нели и гледаноста, и лајковите, и 300 чуда. Така да мислам, тоа за мене е не глупаво да биде некое мерило за било што, али добро, окей. Порано за да дадеш своја изјава требаше Јанко, кој работи во Весник, да види дека нешто си завршил, си достигнал албум, песна, било што представа, слика си направил, си изградил некоја зграда, си направил нов правец у музиката, нели почнал. И тоа ще викаа на интервју, па тој интервју слегуваше во печатен медиум, па го читаа луѓе, па вика, те читав таму, браво. И не можеше секој да го прави тоа, нели? Требаше да се заслужи јавното мислење да се каже и да се сподели со другите. Сега е тоа отворена врата на лудницата. Сите на Фејсбукот се суди, джелати, правници, Екзекутори. психијатри, Све знаат. они се демократи, они се лидери, они се идеи има како тоа треба да се направи, да се поправи. Така да, мислам дека е една голема лудница, канализациона цевка со огромен фи, во која што иде
И добри работи има, не велам не. Има Знаеш добри како? работи, но тие некако Проблемот е што на социјалните мрежи се даде премногу на значење. Тоа е добро не правиме за- муавет више во за- живо. Луѓе одат со телефони, со глави во телефони забуljeni. И се вознемируваат, сериозно се вознемируваат од закани, некој ово, оно и така натаму. Знаеш што е? Мене ми е окей. Луѓе нека се изживуваат на Фејсбук. Нека не го прави тоа на улица. Знаеш, нека се заканува по мене, по ово, по оно. Кој ќе се видиме тет малце е позаебано да земеш нечи живот. Па се, така Знаеш, е. затоа што да мене ќе ми го земе животот, ама ти со последиците ќе треба да се носиш поприлично, па колку и да ти се оправдани, нели? Тука е судење, тука е затвор, тука е у затвор е охо, добро вечер, ти си у бурето. Нова девојчица. Нова девојчица, стигло мес. Тони, дали ни е ставен пиштолот на чело? Ти си уште оптимиста, еве те гледам и се обидувам да те прочитам. И во најтешки ситуации ти знаеш да извадиш, тоа е појако од тебе, тебе хуморот и шегата и иронијата, тоа е дело твоето. И многу ми е тешко да преку тебе го проценам мигот. Дали е пиштолот ти е веќе ставен на слепочница? Дали веќе е време да ја запееме зајди? Па, види се, многу метафорично, нели? Да. Мислам дека од 2001 недостасува само тоа, истрелот. За да почне тоа глупава работа, наречена конфликт кај нас, дури ни војна не ја крсти. Мислам дека не може да се држат толку работите под контрола од проста причина. Не сум некој политички експерт, ама она што го знаеме е дека ЦИА има многу независни одделенија, така, кои се отцепени од неа. Тоа се американски продолжени раце, нели? Структури кои можат во помали земји да прават немири кои би потраеле по 6 месеци до година дена. Оно што е опасното е дека Косово за 2 години независност, за 5 години, пардон, независност 2 пати не напаѓа. Значи, УЧК, официјално е тоа без објавување на. Опасно е што не приметуваме дека платформата е ултиматум се испорачува пред војна. Опасно е што ни 2001 не го приметивме тоа, нели, дека одеднаш терористите станаа бунтовници, па станаа борци за човекови права. Значи, 3 пати променија карактеристика, тоа како се вика, структурата. Мислам дека и сега не приметуваме една работа дека доколку сега би ни се случило с краја да е Господ нека не чува на вистина од војна, дека таа нема да биде по планините, него диво населје е показател за тоа дека ќе се случува во градовите. Опасно е тоа што пратеничка на соседна Албанија, која мислам историски дека е единствената земја што не нема нападнато, нели? Така? Ни прети со војна и се најавува да се приклучи кон семејството на нашите добри соседи околу нас, кои сите од прв до последен имаат нападнато, освојувано, поништувано, погрчувано, побугаризирано, тоа како се вика, посребувано и слично. Ние тоа не го гледаме, односно го гледаме некој мал број на луѓе, но проблемот е што не го гледаат сите. Додека не го видиме тоа сите, тоа ќе ни се протне така и ќе стане опасно. А ако сите застанеме таму кај што треба да застанеме на браникот на она што ни е најбитно, а тоа е да ја сочуваме државата, тогаш таа работа нема да може да се протне. Инаку да, според мене, за жал, мислам дека натаму се води работата по секоја цена, па макар и по цена на губење на човечки животи, а тоа значи војна, да се смени власта во Македонија, односно да се смени поточно не власта во Македонија, него најточната дефиниција е, Јанко, да се смени волјата на народот. Тоа мислам дека нема да пројде. Па ако грешам, еве нека изгорам. Тони, ти благодарам за твоето гостување. Се извинувам што морав да те ставам и во неблагодарни води. Знам дека си ти храбар момак. Не можам да ти предизвикам некои травми. Младичу. И дека тебе баш многу, што би рекол, Бранко Црвенковски и чуво не ти чуе што некој мисли за твоето слободно искажано мислење. Да,
мислам дека си доволно свесен и си поминал многу и твоето искуство може да биде драгоценно на другите. Тука сум да ти прочитам нешто треба. Поздрав те поздравуваат. Океј? Повели, прочитај го. Извини. Па Научај. имаш... Не, за отблиску ти А, за ми за отблиску далеко. читаш. Твоите за отблиску се. Моите за отблиску се. Знаеш, убаво ми е кога ме фалиш, ама ми е малце незгодно. А знам дека си па човек кој нема потреба така тек да се расфрла со зборови непотребно ако не ги мисли. Имаш вака голем поздрав од лавовите и во недела најавуваат прес со тоа дека се спремни за Македонија и за сопствениот народ за повторно формирање на таа единица. И тоа ќе биде во Свети Николе во 14 часот. Ако си расположен да те носа. Тоа ќе биде убав чин. 2001 кога се формираа лавовите бевме благословени од отецот, од дедо еден. Така да ќе ти биде пријатно да бидеш таму со убави луѓе кои те почитуваат и размислуваат исто како тебе. За крај, Мислев дека ќе му удриш со стапот. за крај, Кога бев млад и фарбан младич. не е воопшто за шега. Убаво. Неверојатно е по која иронија на судбината овој дел, кај го глумиш феноменално, ја одразува и состојбата денеска со Македонија. Брате, ние сме библиска и света земја. И тоа не треба да го докажуваме никого, посебно на некој си господин што мисли дека сме измислени од пред 100 години. Со таквите не треба ни да дискутираме, а камоли да им веруваме на зборовите. И мислам дека поголема сила не чува, колку и да звучи чудно и утопистички или издрогирано, како god да го земат, дека поголема сила од она што ние разбираме овдека што постои на планетава, ја чува оваа земја. Верувам во тоа и сакам да верувам. Верувам во Господ, па таа промисла да ја живееме, што е зарезервирана за нас. Имаме ексклузивен момент во вечерашно твое гостување во живо, каде што ни е најавено реоформирање на единицата лавови. Да, најавуваат прес во недела ќе прават командантите. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Крајот на емисијата го завршуваме со Тони Михайловски од филмот Буре Барут. Sklanjaj se. Sklanjaj se, vodi me kuća. Ajde, sklanjaj se! Dođi vamo. Pusti je. Pusti je. Đorđe? Ana! Đorđe? Ana! Pusti je, bre! Znaš šta treba da uradi svako ko ima čast da upozna topuza? Da mu otjeva nešto. Ne znam ja da pevam, aj... Možda ne znaš da znaš. Ajde, probaj. Bolje pjevaj. To ti je moj savjet. Čokalija. Znaš onu vašu zajdi, zajdi... Jasno sonce. Jasno sonce. Jasno sonce. Znam. Da čujemo. Zajdi, zajdi. Jasno sonce. Ja bi bolje pjevao, jebote. Aj, fino. Fino, iz početka, ajde. Aj, fino, aj.
Zajdi, zajdi, jasno sonce. Zajdi, pomrači se i ti jasna le mesečino begaj udavi se žali gorom žali sestro dvajca da žali me i za tvojite lisjale goro ja za mojta mladost Skidaj se. tvojte lisjan goro paketi se vrata moj ta mladost gorole sestro nema da se vratim. Dalje, Nemoj, Topuze, molim te. Nemoj, molim dalje, te. pevaj dalje. Pevaj. Nema dalje pičkali ti materina. Pevaj. Marš kući, gumi se, gumi se. Pevaj. Pevaj. Pevaj.